Добро вечер, почитувани гледачи. Ви благодарам што и денеска сте со нас и со најновите информации од културата. Во Музеот на Македонија, во рамки на Европските денови на културното наследство, се отвори инклузивна изложба до претеги по кукнинските садови, тактилна и наменета за слабовидни и слепи лица. Проследена е со едукативни работилници. Изложбата ќе трае до 30 октомври. Автор на изложбата е Сузана Марковска, етнолог-едукатор. Манифестацијата Европски денови на културното наследство започна на 23 септември со отварањето на изложбата до претеги по кукнинските садови во Музеот на Македонија. Се работи за тактилна изложба, која е посветена и наменета за слабовидни и слепи лица, а истата ќе биде проследена и со едукативни работилници, вели авторката на изложбата Сузана Марковска. Се наоѓате во изложбениот дел каде е представена изложбата, тактилната изложба до претеги по куќинските садови. Морам да напоменам дека оваа изложба требаше да се реализира 2020 година, но кризата COVID ни ја одложи и еве сега моментот во склоп на Европските денови се отвара оваа изложба. Како што напоменав на почетокот, изложбата е тактилна, наменета е за слабовиди и слепи лица, бидејќи сега за прв пат предметите кои што се од 19 почеток на 20 век ќе можат да се допрат, да ги почувствуваат самите посетители, бидејќи музеот е отворен за сите посетители. Тоа е и целта на оваа поставка и се надевам дека ќе допринесе да можат да дојдат повеќе посетители во нашиот музеј, да бидат вклучени во Музеот на Македонија. До кога ќе биде отворена оваа поставка? Поставката се отвара денеска, а ќе биде отворена до 30 октомври и секој може да ја види во работните денови кога е отворен и музеот. На отварањето на изложбата со своја точка настапија учениците Лука Јовановски и Ана Анчевска од училиштето за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје, кои им приредија музичко добридојде на присутните гости. За изложбата е објавен и каталог кој ќе биде достапен за сите посетители кои ќе донираат минимум 100 денари. Сите собрани средства ќе бидат наменети за децата од училиштето за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов. Во културно-информативниот центар во Скопје отворена е изложба на слики и цртежи од ликовниот уметник Весна Ничевска, насловена Жена инспирација. Материјалите од кои се изработени сликите се различни и секој носи свој печат, од туш преку акварел до акрил и масло. Но заедничко за сите е темата – жена. Изложбата ќе биде отворена до 4 октомври. Подолго време се занимавам со таа тема, можеби уште од средношколските денови. Жената ми е и актот женски ми е најинтересна тема и најподатлива за она што сакам да го прикажам, бидејќи јас самата сум жена. И овдека се изложени околу 25 дела, работени повеќето се работени оваа година. Има некои работени во минатите години. Направив некоја селекција која што покажува некој магичен реализам, каде што жената е прикажана во некој магичен свет со месечината како лајт мотив. Исто така мајчинството, кој што ми е многу битно. И во чест на мајка ми направив и портрет на мајка ми, бидејќи таа почина пред 2 години, многу ми остави длабока тага и морав да ја преточам и таа тага и сликата мајка и дете и мајчинските некои слики каде што имаме зачеток или бремена жена, така да бидејќи самата сум мајка и сето тоа ми е многу битно како жена, исто така да ги покажам жените како силни, а нежни суштества. Исто така тоа ми беше многу битно во цела оваа приказна која што тука успеав дел да прикажам од сето тоа што го имам, бидејќи имам уште многу такви дела, многу дела кои што раскажам приказни за жената. Со премиера на хрватскиот филм Изгубениот сон на југословенскиот Dream Team на Јуре Павловиќ.
Во 20 часот утре во Македонската опера и балет ќе биде отворено 10-то јубилејно издание на меѓународниот филмски фестивал Кине Нова. Фестивалот ќе трае до 5 октомври, а во официјалната надпреварувачка програма ќе бидат прикажани 3 документарни и 3 играни филмови. Од 28 септември до 5 октомври 10-то јубилејно издание на интернационалниот фестивал Кине Нова. Отворањето е на 28 со документарниот филм Изгубениот сон на тимот од соништата на хрватскиот режисер Јуре Павловиќ, а потоа во Киноверзум во Домот на културата Билјана Беличанес во Кисела вода продолжува програмата со останатите филмови кои оваа година ги одвоивме за домашните филмофили. Годинашни лауреати се големата, прекрасната Ли Фулман, потоа актуелниот добитник на Златната мечка во Берлин, норвешкиот режисер Даг Хагеруд, како и домашниот македонскиот кинематографер Владко Самуиловски. Годинашно жири се Срдан Голубовиќ, српскиот режисер, филмскиот критичар од Иран Хамет Сулејман Задех и нашиот лауреат Владко Самуиловски. Срдан Голубовиќ е и автор во Фокус, ќе ги погледнеме неговите филмови на Кине Нова 10. Ги поканувам сите филмофили и оваа година да не поддржат, бидејќи во ова време невреме навистина е тешко да се организира еден филмски фестивал. Меѓутоа, како и секогаш, нудиме квалитетна програма, квалитетна дружба, дојдете да се забавуваме. Овогодинешниот дводневен фестивал на младинска, алтернативна и критичка култура Рекултура се одржува со целодневна програма во кафе книжарниците Илика и Буква. Целта на фестивалот пред се е да поттикне учество на заедницата во креирањето на младинската култура, но и да се истражат потребите и начините на развој, проширување и зацврстување на критичката мисла и култура. Вака викендов во кафе книжарниците Буква и Илика се случува второто издание на Рекултура, дводневен фестивал со разни настани, промоција на книги, 2 изложби, многу музички настани, диџеј сетови концерти, поетски читања, посветени на младата генерална уметност, но и спојот на младите уметници со уметниците од повозрастните генерации, секако со уметниците од различни полиња, книжевност, визуелна уметност, музика. Фокусот на фестивалот ни се промоција на 2 изданија на Култура Бета, првиот број на списанието за општа култура Тригер и стихозбирката Багет полн печени полжави, полиено сулје истечено од Вардаровите галии во моје авторство. Секако ова ни се двата најзначајни настани, бидејќи ни се први печатени изданија, но секако и еден од најзначајните настани на овој фестивал, стожерниот базар на стари книги, плочи и CD-а, идеја која ја направивме за да може да се мотивира заедницата да учествува во директно финансирање и директно учество и идејно и мотивационо, можам да речам, во креирање на културните алтернативни и неформални настани. Тука ги завршуваме вестите од културата, повеќе содржини најавувам за утре во истиот термин.